Виси двотретинското мнозинство неопходно во јануари да ги еминува амандманите, односно уставните измени. Всушност власта признава дека засега 76 пратеници сигурно ќе го стиснат зеленото копче, што значи 4 помалку отколку во првата фаза. Клучна причина е незадоволството од амнестијата кај дел од пратениците од независната група од ВМРО ДПМН, односно заради претворите на функционери од партијата што се случија во меѓувреме. Сепак официјално, првиот човек на владата и денеска изрази оптимизам дека е можно да се обезбеди двотретинското мнозинство. Јас сум им благодарен на сите кои што го истакнуваат својот позитивен став. До сега заради тоа што тоа го прави и за мене како председател на владата или предводник на ваквиот процес за парламентот, но најповеќе за граѓаните. Поизвесен овој процес кој што доаѓа, но останувам оптимист дека најмалку двотретинско мнозинство или 80 пратеници ќе има на седница на 9 јануари. Пратеничката Исмаиловска од независните пратеници не даде прецизен одговор дали кај нив е клучот, ама вели дека процесите течат позитивно и се надева на конструктивност од владата. Сметаме дека ќе има конструктивност и од страна на владата и дека овие добронамерно поднесени амандмани ќе бидат прифатени и тоа секако е дел од реформите за кои што зборувавме и процесот на помирување и интеграција. Во меѓувреме раководството на ВМРО ДПМН излезе со дециден став, доколку се остварат шпекулациите од тие други пратеници од партијата, настрана осумината сега исклучени, ги поддржат уставните измени и тие ќе бидат избришани од партијата. Доколку било кој дополнително од ВМРО ДПМН гласа, ќе биде исто така исклучен од партијата, на начин на кој што беа исклучени од партијата тие кои што гласаат, затоа што тоа е веќе одлука на Централниот комитет и мора да се почитува. Инаку меѓу незадоволните од амнестијата имало и пратеници од СДСМ и коалицијата, но од нив засега не се очекуваат отстапки од поддршката што ја дадоа на 19 октомври, кога се одлучуваше за отворање на уставот.